Милјадници луѓе вчера маршираа низ улиците на главниот град на Молдавија Кишињев со барање за обединување на земјата со Романија. Молдавија се соочува со голема корупција и политичка криза, а демонстрантите сакаат земјата да влезе во Европската унија. На обединувањето со соседна Романија гледаат како на чекор кон унијата. Со протестите беше одбележана 98 годишнината откако тогашна Бесарабија, која ги опфаќа териториите на Молдавија и Украина, беше обединета со Романија. Подоцна, за време на Втората светска војна, Молдавија беше вклучена во Советскиот сојуз, а најголем дел од територијата стана Советска република Молдавија. Стотици радикални поддржувачи на убиецот на провинцијски гувернер што беше екзекутиран минатиот месец беа уапсени во главниот град на Пакистан Исламабад. Втор ден поред демонстрантите се судираат со полицијата. Тие се гневни поради екзекуцијата на Мумтаз Кадри, кој во 2011 година го уби провинцијскиот гувернер кој го критикуваше строгиот закон против богохулење. Пакистанските власти соопштија дека уапсиле повеќе од 600 луѓе и дека безбедноста во центарот на градот во близина на парламентот е засилена. Во вчерашните насилства беа повредени повеќе од 20 полицајци. Демонстрантите демолираа автобуска станица и палеа моторцикли. Погубувањето на Кадри пред еден месец предизвика големи улични протести во неколку градови, а познати верски водачи, политички лидери и милитантни организации јавно застанаа зад протестите. Новата зграда на афганистанскиот парламент беше мета на ракетен напад во момент кога пред пратениците требаше да се обратат висок разузнавачки функционери при времениот министер за внатрешни работи. Ракетата ја промаши главната сала, но во експлозијата беа скршени прозорците на зградата до парламентот. Властите соопштија дека талибанците испукале најмалку 3 гранати. Нема информации за повредени.